Утрински стихови од Библијата. 20 март. Да се биде верен во секој детал. Туку тоа ќе го јадеш пред Господа, својот Бог, во местото кое Господ, твојот Бог, го избере. Ти, твојот син, твојата ќерка, твојот слуга, твојата слугинка и левитот кој ќе биде во твоите градови. Провеселете се пред Господа, својот Бог, со се што твоите раце создале. Второзаконие 12:18. Да се биде вреден, трпеливо да се истрае во правењето добро, кое бара труд со самооткажување, тоа е славно дело, кон кое небото се насмевнува. Бог повеќе цени работа со вера, отколку најревносно формално богослужение. Молитвите, охрабрувањата, изборувањето се ефтини плодови кои често се прикачуваат. Но плодовите што се манифестираат во добри дела, во грижа за сиромашните, сираците и вдовиците, се вистински плодови и природно растат на доброто дрво. Успехот во овој живот и успехот во задобивањето на идниот живот зависи од верното и совесно обрнување внимание на малите работи. Совршенството се гледа во најмалото Божјо дело, токму како и во најголемото. Раката што ги поставила световите во Вселената е истата рака што со префинета вештина ги создала и полските кринови. И како Бог што е совршен во својот делокруг, така треба да бидеме и ние совршени во нашиот. Симетричната структура на силен и убав карактер се гради од поединечни исполнувања на должноста. А верноста треба да биде одлика на нашиот живот и во најмалите, како и во најголемите негови детали. Честноста во малите нешта, извршувањето на малите дела на верност и малите дела на љубезност ќе внесат радост во животниот пат. И кога нашата работа на земјата ќе заврши, ќе се покаже дека секоја од малите должности, верно исполнета, извршила влијание за добро, влијание што никогаш не може да пропадне.